Какви идеи си ти? Браќа македонци, сограѓани, албанци, турци, власи, роми, муслимани, христијани, каде е обединувањето? Каде е взаемната желба за заедничка иднина во Македонија? Каде е таа љубов за татковината во која се колнеме и каде тоа ние заедно ќе се движиме ако постојано се повлекуваме и поклонуваме пред претензиите за релативизирање на културниот и историскиот придонес на македонецот во создавање на македонската држава? Со какви идеи воспела заедничка иднина албанскиот фактор? Ако во едни од најпотресните политички времења за републикава, тактички и тенденциозно им постави сопка на македонските партии, разјадувајќи не сите меѓусебно. Носејќи платформа после избори. Албанскиот политички фактор му постави уцена на системот на својата држава за која сонува европската прогресивна иднина и правда за своите сограѓани. Услов кој никако не е во духот на заложбата дека сите сакаме да стоиме под исто знаме, под исто сонце, под исти грб. Познато, нели? Слична тактика со она од 2001. Тие што сакаат сојуз, тие што бараат единство со своите сограѓани, не мислат ние и вие. Платформите си ги пишуваат дома, заедно со политичкиот фактор во својата земја, не во Тирана. И ако се извлекуваат со тоа дека нивните изборни кампањи ја содржат платформата, камо да ги чуеме на македонски јазик? Или си се обраќаат само на својот табор? Камо од нив одговорност пред сограѓаните кои не зборуваат албански јазик, ако зборуваат официјалниот јазик на Република Македонија, македонскиот? Што ако и тие сакаат да бидат навремено информирани за намерите на албанци? Што ако некој од тие што говорат само официјалниот јазик на државата сака да ги гласа, например? И кога сме кај македонскиот, што ќе им кажеме за јазикот? На македонците, например, во моите сограѓани во Струга, кои не можат да се информираат за содржините од официјалната страна на општината, затоа што е на албански. Ни за седмици, ни за расправи, ни за огласи, ни за тендери, ни за дупови, ништо. Зарем утре на избори очекуваат да гласаат за опција што ќе им донесе нова 2004-2006, а и знамето како да се чувствуваат македонците во Струга во однос на оваа закана подпишана во Тирана, кога им треба години после 2006 да го вратат македонското знаме, официјалното знаме на Република Македонија, ова знаме. Се прашале ли како се чувствувале тие 45% население под закрилата единствено на знамето на Албанија, а во својата татковина? Ќе им се извините ли? А ќе му се извините на буџетот на вашата татковина Република Македонија за неиздадени фискални сметки и избегнување данок, за двојните аршини во кои законите земни важат, а за други не? Оти сакаат да добијат извинување за геноцид. Се прашувам дали ќе се извинат за оние кои ги кина ушите на нашите прабаби во пленот за злато. Ќе се извините ли вие, креатори на платформата, ој другари албанци, за киднапирањето деца, грабежот на стада, овечествувањето на жените кои оставени сами го чуваа огништето, додека мажите им печалеле и гинеле во војни? Ќе се оградите ли од оние вашите прадедовци кои ги убиваа нашите дедовци? За присилниот етноцид за напуштање на домовите на реканци, галичанци, дримковци, ќе им се извините ли на Неда, за Маши и за сини Кузман Сердаров? Тие ли ковчези сеќавања да ги отвараме сега? Македонците во оваа земја покажаа големи капацитети за соживот, соработуваа во интеграцијата на сите заедници, правеа отстапки во име на соживот, стануваа партнери, соработници, подаваа рака, не дека имаат кратко памтење. Доста е! Браќа, сестри,
Од сите заедници што живеат на ова прекрасно и дарежливо парче земја, зарем со чепкање во рани, сакаме да градиме мир, просперитет, единствени и солидарни вредности. До кога ќе ни се повторува историјата? Нема соживот ако ги разбудиме тие приказни. Историјата памети, генот памети, стеблото родно памети. Нема да помине обид за разнебитување на Македонија. Ќе се изгубат сите идеи за соживот ако во државата Република Македонија не владее духот на почитување на државните темели. Нема соживот ако официјалниот јазик на Република Македонија било кому на ова парче земја му биде туѓ јазик. Како ќе се разбереме тоа? Што ќе не обедини? Како ќе сме единствени ако некои застануваат под знамето на соседна држава и не го признаваат знамето на татковината за која се малаат по гради? Или сепак се работи за различни визии за татковината? Не сонуваме сите за една единствена изгледа унитарна. Пратеници на Република Македонија, представници на граѓаните, народот сака мир, народот сака соживот, народот сака да може да си погледне во очи после исходот од оваа криза. Народот сака да се надева за подобро утре, на перспективна татковина во која сите граѓани ќе бидат задоволни. Диалогот е цивилизацијска придобивка, транспарентен, отворен диалог на очиглед на сите граѓани. Потребна е доблест од сите политички лидери, да се отстапи, да се заборави платформата, да се отворат сите идеи на маса и ако веќе треба било кој од нас да прифаќа некаква платформа, нека биде таа платформа креација на сите политички фактори во државата и нека ги одразува идеите на сите граѓани за среќно и напредно општество. Се друго е создавање непријателски табори. Се друго е закана, а луѓето сакаат мир. Да сте живи, да живее Македонија!